Дневник во 20 часот на регионалната К1. Добро вечер. Денешните настани ги донесуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Во Демир Капија се одржа третата форумска сесија за буџетот на општината за 2016 година. 5 мали хидроцентрали, дел од хидросистемот Бошава во Кавадарци, пуштени во употреба. 5 години Сдруженијето Македонски спасител се грижи за безбедноста на капачите во Велес. Македонија на 12-тата позиција за водење бизнис од 189 анализирани земји. Doing Business го даде одговорот зошто земјава е лидер во регионот за привлекување на странски инвестиции, а за овој успех пишуваат и медиумите од регионот. Doing Business го даде одговорот зошто во регионот Македонија е лидер во привлекување на странски инвеститори. Од 189 анализирани земји, нашата држава е 12-та, а 6-та во Европа за водење бизнис. Ова е доказ за добрите владини практики за одржлива економија. Воведувањето на новите технологии, едношалтерските услови во сите државни институции, многуте реформи, ниските даноци, сето тоа Македонија во последните години ја искачи на врвот на листата на земји погодни за водење на бизнис. Македонија е рангирана пред 24 земји членки на Европската унија. Македонија е далеку пред останатите земји од регионот, како што се Словенија, Романија, Бугарија, Хрватска, Црна Гора, Турција, Србија, Грција, Косово, Босна и Херцеговина и Албанија. Иако овој резултат за многумина е изненадување, ние како влада веруваме во реформите кои ги спроведуваме во Македонија, кај кои ги применуваме светските најдобри практики, кои ги анализираме и прилагодуваме на наши услови. Високиот ранг е само резултат на сработеното. Овој извештај не е едноставен пишан документ, велат економистите. Извештајот е еден од главните параметри врз кои инвеститорите ги креираат своите идни инвестициони процеси. Очекувањата се дека ова искачување на Македонија во горниот дел од листата ќе придонесе за зголемување на атрактивноста која државава ја има кај странските инвеститори. Да се вложуваме себе си во создавање на услови за напредок, инвестиции и отворање на нови работни места. Да ја оправдуваме довербата на граѓаните. А нашата работа да се мери низ вакви и други конкретни дела. Најдобро рангирани земји во извештајот се Сингапур и Нов Зеланд, а од европските земји пред Македонија се Данска, Шведска, Норвешка, Финска и Велика Британија. За успехот на Македонија и нејзиниот напредок и рангирањето на 12-тото место пишуваат и медиумите од регионот. Албанските медиуми наведуваат дека Македонија не само што е на првото место на листата на земји од Западен Балкан, туку е и на самиот врв на генералната листа, позиционирајќи се на 12-тото место меѓу земјите со најдобра бизнис клима. Хрватските медиуми пак напоменуваат дека подобро рангирани од Хрватска во регионот се Македонија и Словенија, кои се позиционирани на 12-тото и 29-тото место. И кинеските новински агенции како Xinhua, кои цитира делови од извештајот, дека некои од економиите успеваат да постигнат добри резултати на секое ниво, дизајнирајќи и имплементирајќи систем за градежни дозволи кој е и ефикасен и квалитетен. Таква економија е Македонија, пишува Xinhua.
5 мали хидроцентрали, дел од хидросистемот Бошава во Кавадарци, пуштени во употреба. Бенефитот од работењето на овие хидроцентрали е огромен. Општините Кавадарци, Неготино и Росоман трајно го решија проблемот со недостиг на вода за пиење. Водениот потенцијал на реката Бошава 100% ќе биде искористен. Пуштени во работа 5 хидроцентрали, дел од истоимениот хидросистем. Ова инвестиција е тешка 20 милиони евра. Средствата се обезбедени преку јавно-приватно партнерство помеѓу водостопанство Тиквеш Хидро Бошава и концертот колектор. Инвеститорот за 2 години го обновил постоечкиот канал, кој е составен од отворени канали, тунели, сифони, армирано-бетонски канали во должина 26 километри. Во објектот градивме најсовремена електромеханичка опрема, која што денес е на располагање на пазарот. Неодамна, проектот целосно го завршивме со потпишување на договорот за откуп на електрична енергија. Туди проект мали Се разбира и проектот за мали хидроцентрали Бошава е спроведен со помош на локалните партнери, а тоа овозможи и креирање на нови работни места во општина Кавадарци. Бенефитот од работењето на овие 5 мали хидроцентрали е огромен. Општините Кавадарци, Неготино и Росоман трајно го решаваат проблемот со недостиг на вода за пиење. Обезбедена е дополнителна количина на вода за наводнување на околу 1000 хектари и производство на годишно ниво на 33 милиони и 100.000 киловат-часови електрична енергија. Како влада на Република Македонија и Министерство за земјоделство не застануваме тука, ќе продолжиме да инвестираме во нови капитални објекти кои се од големо значење за граѓаните и за земјоделските производители во Република Македонија. Во наредните години ќе инвестираме вкупно 200 милиони евра за рехабилитација, реконструкција и изградба на повеќенаменски системи. Хидросистемот Бошава за локалната самоуправа е проект кој што може да се надоградува. Еден од следните чекори на нас како локална самоуправа ќе биде изградба на 5 мини централа на веќе постоечките, оние 4 на јавното претпријатие Комуналец. И размислуваме за еден иден капитален проект, а тоа е реконструкција на цевководот на водоснабдителниот систем Лукар. Во Македонија досега државата има дадено дозвола за изградба на 100 мали хидроцентрали. Покрај за подобрување на водоснабдувањето и наводнување на земјоделските обработливи површини, со овие хидроцентрали ќе се зголеми домашното производство на електрична енергија. Во Демир Капија се одржа третата форумска сесија за буџетот на општината за 2016 година. Одржувањето на ваквите форумски сесии има за цел на транспарентен начин да се донесе буџетот на општината. Во просториите на Центарот за вмрежување и едукација во туризмот Ценет во Демир Капија се одржа буџетскиот форум во рамки на третата форумска сесија. На овој начин, граѓаните имаат можност да учествуваат во креирањето на буџетот на општина Демир Капија за 2016 година. На овој настан граѓаните имаа можност да придонесат за решавање на локалните проблеми, како и да понудат решенија. Одржувањето на ваквиот вид сесии има за цел на транспарентен начин да се донесе буџетот на општината. Програмата Форуми за заедницата е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Сојузот на стопански комори на Македонија промовираше нов пакет на мерки. Намалување на каматните стапки на наменските кредити за компаниите и зголемување на средствата за жените предприемачи во следната година се дел од новиот пакет од 65 предлог мерки. Нов пакет мерки промовираше Сојузот на стопански комори на Македонија. Намалување на каматните стапки на наменски кредити за компаниите кои се извозно ориентирани и зголемување на средствата за жените предприемачи во следната година се дел од новите пакет од 65 предлог мерки. Истите ќе бидат доставени за разгледување во влада. Поделени се по законска легислатива и административни бариери, оние кои што се во делот на фискалните политики и нормално по сектори, почнувајќи од туризам, IT секторот, енергетика, градежништво, секако недвижнини и сите оние секторски проблеми и предизвици кои што ги имаат компаниите во форма на предлог мерка со конкретно решение за разрешување на предизвикот се доставени до владата.
Мерките биле креирани од страна на 19 секторски и регионални стопански комори и представуваат дел од предизвиците со кои се соочуваат компаниите во изминатата година. Од Сојузот на стопански комори апелираат сите страни да се концентрираат на надминување на проблемите со кои се соочува бизнис секторот и стимулирање и поголема продуктивност на бизнис заедницата. И председателката на Сојузот на стопански комори, Даниела Арсовска, посочи дека моменталната политичка криза во Македонија има влијание врз бизнис секторот. Министерството за образование и наука финансиски ќе ги стимулира средните стручни училишта за развој и формирање на реални компании. Подршката е во соработка со Светска банка во рамките на проектот за развој на вештини во насока на модернизација на средното стручно образование. Средните стручни училишта ќе добиваат финансиска стимулација за развој и формирање на реални компании. За околу 40 дена Министерството за образование и наука ќе распише јавен повик за доделување средства за училишните компании во висина од 20.000 евра или 30.000 евра за иновативен заеднички проект на 2 или 3 училишта. Во средното стручно Димитрија Чуповски во Велес веќе 10 години функционира компанија каде во моментов се произведува дестилирана вода. Оттаму ја поздравуваат поддршката на Министерството, која би им овозможила поголем развој и производство во компанијата. Ние и во минатото и сега сме со размислување да ја прошириме дејноста на реалната компанија, со тоа што би разгледувале можноста за производство на хемиски и козметички препарати, производи, билни препарати, значи производи кои што сепак не се поврзани на некој начин со струјките, со фармацијата и со козметиката. Но покрај тоа, значи дел од тие средства би ги искористиле и за набавка на нова опрема, одредени поправки на веќе постоечката опрема. Во средното стручно училиште Коле Неделковски функционира компанијата ЕМКО. Низ годините преку 200 ученици се стекнале со практично искуство преку изработка на арматури, училишни клупи, метални огради, како и проекти за мерење на заземјување. Учениците да имаат работна навика, точност, значи да изработат еден бизнес план, да го истражат пазарот, да најдат дали може нешто да произведеме, дали ќе бидеме конкурентни на пазарот, дали ќе можеме да продаеме, дали ќе бидеме рентабилни. А сето тоа на крајот, значи крајната цел е учениците се способуваат во понатомошниот живот по завршувањето на своето образование, стручно образование. Веќе познаме доста ученици кои што завршници имаат собствени фирми, веќе си водат фирми и тоа успешно. Доста од учениците се оспособија преку оваа реална компанија и добро пливаат, да речеме, водите во стопанството, значи кои што работат во фирми. Поддршката на Министерството е во соработка со Светска банка во рамките на проектот за развој на вештини во насока на модернизација на средното стручно образование. На Технолошко-техничкиот факултет се одржуваат трибини за новите правилници и законски измени во означувањето на храната. Целта е да се приближат институциите кои што се значајни за студентите на студентските програми од областа на прехранбената технологија, биотехнологија и нутриционизам. Студентскиот парламент при Технолошко-техничкиот факултет Велес во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство одржува трибини на тема безбедна храна. Целта на ваквите трибини е да се приближат институциите кои што се значајни за студентите на овој факултет, кои има студиски програми од областа на прехранбената технологија, биотехнологија и нутриционизам. И студентите во текот на своите предавања слушаат и се запознаваат со работата на овие институции. Така на овој начин ќе им ги приближиме институциите кои што се од нивно значење и преку практични примери од страна на вработените во Агенцијата за храна и ветеринарство ќе им се доближи самата работа и активностите кои што се преземаат од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Предавач на трибините е државниот советник за храна од Агенцијата за храна и ветеринарство Светлана Коларич. Серијата трибини кои во моментов се одржуваат се однесуваат на новите правилници и законски измени на означувањето на храната. Вакви трибини се одржаа во Кичево, сега се одржуваат во Велес, а ќе продолжат во Битола по насоката нутриционизам.
Здруженијето за безбедност на вода и планина го одбележа 5-тиот јубилеен роден ден. Здруженијето 5 години е препознатливо по нивната професионалност во областите кои ги застапуваат. Се започна пред 5 години. Неколку спасители од Велес, со цел да се заштитат себе си при професионалниот ангажман на велешките капалишта, создадоа Здружение за безбедност на вода и планина Македонски спасител. Здружение кое денес е препознатливо по нивната професионалност во областите кои ги застапуваат. Воедно истото е многу почитувано од Здруженијата за спасители на вода од неколку држави. За прв пат како прва нивна активност, тие се појавија за водици во 2010 година. Веднаш по 2 години успеавме да направиме меѓународна обука, меѓународен курс за спасување на отворени води со луѓе инструктори од Америка, од Калифорнија, за прв пат од таков вид во Македонија. Успеавме да добиеме огромна количина на специализирана опрема за спасување на вода и за спасување на планина. Годинава 2015 уште еднаш имавме меѓународен курс за спасување на отворени води. Македонски спасител веќе е составен дел од спасувањето и на планина. Ова здружение покрај во летниот период од годината активно работи и во зимскиот период. Веќе сме актуелни на настаните, велосипедските настани офроуд тури во Велес и Велешко. Исто така на првиот планинарски марш на Солунска глава, каде го организира тамошното планинарско друштво Чеплес, ние го обезбедуваме. Вкупниот број на интервенции на спасителите од Македонски спасител е над 100. Само во 2011 година, кога започнале да го обезбедуваат градскиот базен, бројката на интервенции била 35, а денеска бројката е двојно помала. Годинева тие за прв пат имаа професионален ангажман надвор од Велес. Неколку од нив ја обезбедуваа градската плажа на Дојранско езеро. Не толку многу искуство за нас, пошто бидејќи имавме веќе искуство од минатите 3-4 години на езерото Младост во Велес, како волонтерски ангажман, но како професионален ангажман веќе годинава и тоа веќе го искусивме. Не толку ново искуство, но сепак ново кога се работи за професионален ангажман. Се прикажавме во добро светло, тоа го говорат тамошните гости. Македонски спасител не запира овде. Следната година во план се бројни активности во соработка со Здружение надвор од нашата држава, што уште еднаш укажува на фактот колку овие спасители амбициозно ја работат оваа можеби најхумана професија. Со свечена церемонија отворена македонската амбасада во Токио. Купи куќа, купи стани, натаму актуелен проект меѓу граѓаните. Вести од Македонија. Министерот за надворешни работи Никола Поповски синоќа во Токио со свечена церемонија заедно со македонскиот амбасадор Андријана Цветковиќ и парламентарниот заменик министер за надворешни работи на Јапонија Мики Ямада ја отворија амбасадата на Република Македонија. Во своето обраќање Поповски истакнал дека отварањето на амбасадата е историски момент за македонско-јапонските односи, а представува логичен чекор по 21 година успешни билатерални односи помеѓу двете држави. Луѓето во Македонија нема никогаш да ги заборават моментите на помош од Јапонија, кога најмногу ни била потребна, како што е трагичниот земјотрес 1963 година во Скопје. Јапонија е држава која ни пружи и финансиска и техничка помош години наназад, истакнал Поповски. Шефот на македонската дипломатија ја нагласил важноста на ликот и делото на Кензо Танге во реконструирањето на руинираниот главен град по катастрофалниот земјотрес 1963 година. Амбасадорката Цветковиќ во својот говор го потенцирала напредокот на македонско-јапонските односи од почетокот на незиниот мандат. Инаку амбасадата на Република Македонија во Токио официјално е отворена во мај 2013 година. Купи куќа, купи стан и понатаму актуелен проект кој на граѓаните им нуди поедноставен и поевтин начин за решавање на стамбиното прашање.
Досега преку проектот се доделени субвенции од 4,3 милиони евра. Стамбеното прашање го решиле над 680 семејства. Поединачно субвенцијата може да изнесува до 14.000 евра. Во проектот предвидени се два модела. Првиот се однесува за ратата, а вториот за учество. Кај првиот модел на рата, владата за изградба и купување стан покрива 75% од месечната рата и тоа во првите 5 години од отплатата на кредитот. За стан се покрива половина од месечната рата за истиот период. Субвенционираната камата изнесува 3,95% во првите 3 години и 4,4% во четвртата и петата година од отплатата. Вториот модел е за помош околу учество. Владата враќа 75% од учеството за изградба или купување куќа. А од вестите од светот, светските лидери не ја сватија пораката на арапската пролет, смета генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, кој упати повик против тероризмот. Германија ќе враќа мигранти. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун смета дека светските лидери не ја сватија пораката на арапска пролет и потенцира дека е неопходно да се има единствен и поливалентен пристап кон тероризмот. Тој на меѓународната конференција за превенција од насилниот екстремизам во Мадрид изјавил дека почитувањето на правата на човекот треба да биде на фронтот од реакцијата против тероризмот. Кога во 2011 година избувна арапската пролет, ги повикав регионалните лидери внимателно да ги слушнат пораките од мирните демонстранти за демократија, но тие не послушаа, додава тој и изрази жалење за настаните што следеа како граѓанската војна во Сирија и проблемите во Либија. На почетокот на идната година, Бан Ки Мун ќе го представи светскиот план за борба против тероризмот. Германија најавува заострена политика кон бегалците и забрзана депортација на барателите на азил. Ова го изјавил германскиот министер за внатрешни работи Томас де Мазиер. Бројот на лица кои се враќаат во својата земја ќе биде доброволно или преку депортација. Последните податоци говорат дека бројот на баратели на азил од Авганистан се приближува до бројот на бегалци од Сирија. Според министерот, тоа е неприфатливо затоа што меѓу нив има голем број припадници на средната класа кои би требало да останат и да помогнат во изградбата на својата земја. Мезиер вели дека постапката околу барањата на економските мигранти од Балканот ќе се забрза и до крајот на годинава десетици илјади ќе бидат вратени во своите домови. Преку соопштение на Кинеската комунистичка партија, кинеските власти информираат дека донесоа одлука за укинување на политиката на едно дете, јави Државната агенција Ксинхуа. Оваа политика е започната пред 36 години, а целта била намалување на наталитетот и контрола на растот на населението. Брачните двојки во градовите смееа да имаат едно дете, додека на село две, и тоа само ако првото е девојче. Администрацијата во Пекинг донела историска одлука со која се укинува политиката која беше во сила од 1979, но таа станува практична политика на две деца, бидејќи на сите двојки во земјава сега им е дозволено да имаат два потомци. Оваа политика не се спроведува во Тибет, Хонг Конг и Макао. Доколку уредбата била прекршена, казната изнесувала 10-кратна вредност од просечниот приход на едно семејство, како и опасност од губење на работата, лекување и образование на сопружниците. МЗТ со победа на последниот надпревар од третото коло во првата кошаркарска лига. Вардар и Мак Струмица со нови порази во СЕХА лигата. Домашен спорт.
Шампионот МЗТ Скопје Аеродром го совлада тимот на Кожов со резултат 72-66 за втор триумф во домашниот кошаркарски шампионат. Во изравнет надпревар вчера вечер домашните кошаркари дури во самиот финиш на мечот успеа да го скршат отпорот на гевгеличани, кои во еден момент од третата четвртина имаа 8 поени предност. Со 19 поени Дамјан Стојановски беше најефикасен играч во редовите на МЗТ Скопје, додека кај Кожов Алексеј Нешовиќ со 19 поени беше најдобар поединец. Лидер е Карпаш Соколи, единствен тим со максимални 3 победи. Вардар го забележа вториот последователен пораз во СЕХА лигата, овој пат од тимот на Мешков Брест, кој успеа да ги освои трите бода со резултат 27-28 при традиционалното тешко гостување во Скопје. Гостите од Белорусија уште во првите 7 минути од мечот поведаа со 0:5, потоа Вардар се подразбуди. Во второто полувреме Вардар успеа да израмни на 19-19, но тоа беше се што домаќините сторија. Мешков се врати во водство и го задржа до самиот крај. Најефикасен кај Вардар беше Алекс Душебаев со 6 гола, додека Арпад Штербик имаше 9 одбрани. Во гостинскиот состав најефикасен беше Радко Стојковиќ со 8 гола. Исто така, нашиот втор представник Макс Струмица загуби на гостински терен кај Нексе со резултат 23-17. Кикбокс репрезентацијата на Македонија има 2 загарантирано медала по вториот ден на 20-тото светско првенство кое се одржува во Белград. Димитар Ѓоргиев и Стефани Тодорова ги обезбедија бронзените медали, а со евентуални победи во следните борби можат да стигнат и до сребрените, односно златните медали. Ѓоргиев во дисциплината минус 74 кг киклайт го победи со 3:0 представникот од Бугарија Радослав Славчев. Со овој настап Ѓоргиев го обезбеди бронзениот медал, додека Тодорова во минус 60 кг кикглайд во настап со хрватската представничка Ката Саре беше убедлива и со тоа стигна до медал. Одиграни 14 надпревари во НБА лигата. Рома, Наполи и Фиорентина со победи во 10-тото коло во италијанската серија. Меѓународен спорт. Во НБА лигата беа одиграни 14 надпревари, во кои поуспешни беа гостите кои славеа на 8 дуели. Големото дерби го одиграа Оклахома и Сан Антонио, на кој Сити Тандерс славеше победа со конечен резултат 112-106. Незаприлив на овој меч беше Весбрук со 33 поени и 10 асистенции, а за Спарси доминираше Леонард со 32 поени. На дуелот на кој Минесота славеше со 1 поен, Лейкерси имаа предност и од 16 поени, а на крајот Лу Вилијамс имаше шут за победа, но Минесота успеа да слави во чест на починатиот тренер Флип Сондерс. По поразот од Чикаго, Кливленд го надигра Мемфис победувајќи со 106-76. Леброн Џејмс имаше 12 поени, 7 скока и 5 асистенции, додека Џеферсон дополни со 12 поени. По одиграните 4 надпревари од Лига Купот победија 3 домашни екипи, а една заврши нерешено и се одлучуваше по пенал рундата. Германскиот стратег Јерген Клоп го оствари првиот триумф на корнилото на Ливерпул, откако неговиот тим славеше триумф од 1:0 над Бурнемаут. Манчестер Сити беше убедлив против Кристал Палас и победи со 5:1, а Саутемптон со 2:1 ја совлада Астон Вила. Манчестер Юнајтед доживеа елиминација на домашен терен од Мидлсброу на пенали од 1:3. Пласман во четвртфиналето обезбедија и Евертон, Хал, Шефилд Вездеј и Стоук. Во дечкото трио во италијанската серија А, Рома, Наполи и Фиорентина остварија победа во вонредното 10-то коло и ја продолжија меѓусебната битка на врвот. За Рома и Наполи тоа беа 5 победи во низа, додека Фиорентина триумфираше по низа серија од 2 порази доживеани токму од ривалите за титулата. Исто така и екипата на Интер по 3 нерешени надпревари, победи на гостински терен против Болоња минимално со 0:1. Актуелниот првак Јувентус го забележа четвртиот пораз во сезоната од екипата на Сасуоло и се наоѓа на 12-тото место на табелата. Екипата на Милан победи по втор пат на домашен терен, овој пат против Киево. Вечерва се игра последниот дуел од 10-тото коло помеѓу Самдорија и Емполи.
Денеска имавме претежно сончево и потопло време. Да погледнеме во кој интервал ќе се движат температурите утре. Ова беше се за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.